Се наоѓаме во најубавиот период од годината, кога ќе испратиме старата и ќе дочекаме новата година. А пред нас се и најубавите и најрадосни празници Бадник и Божеќ. Ако се суди по украсените улици и булевари во главниот град, веќе се чувствува празничната атмосфера. И во секој од скопските општини се чувствува празнична магија. Општина Кисела Вода навистина се грижи за граѓаните и организираме една навистина убава предновогодишна забава за заедно да започнеме со една убава атмосфера да ги пречекуваме новогодишните празници. Имено за таа цел, од 28 до 30 декември, како што каже почитуваниот Миро, во паркот Шопен организираме 3 дена новогодишни случувања со богата новогодишна програма, каде ќе и учествуваат исклучително само македонски изведувачи и секако во соработка со сите оние институции и да покажеме едно заедништво и една одговорност, но исто така и еден мотив за сите граѓани што значи да се учествува во работата и во организацијата на секојдневниот живот, а посебно за новогодишните празници. Имаме организирано новогодишно украсување. По тоа што го забележав, општината ќе биде најдобро украсена во периодот за нова година до сега. За најмладите веќе традиционално организираме новогодишна забава. Ќе биде при крајот на месец декември. Навистина ќе има една сериозно богата програма, каде што ќе можат најмладите, секако и нивните родители, доколку сакаат да дојдат и да уживаат во перформансот кој што го подготвува општина Бутал. Ќе ја посетили Дедо Мраз општина? Секако да. Главна улога на овој настан за младите ќе има Дедо Мраз и ќе го посети тој настан на спектакуларен начин и ќе додели пакетчиња на секој детенце што ќе биде присутно на овој настан. И во градовите низ земјава се чувствува празничната атмосфера. Ќе бидат опфатени сите булеварски сите булевари во градот току минатата година. Централното подречје има звездено небо во должина од околу 500 метри, пред има поставени преку 400 елементи на булеварите на булеварите. Ова година набавката е извршена преку јавното предпријатие паркиралишта, со ДДВ приближно околу 3,5 милиони денари. Ваков настан од овие размери е за прв пат, затоа што оваа приказна да почна пред 2 години, меѓутоа го немавме моментот на новогодишен базар, така што сметам дека ова е одлична можност за промоција на делот културни ракотворби, делот традиционална храна, нешто што ние како град имаме многу да понудиме и нешто со што навистина се гордееме. Во наредниот период очекуваме да не посетат многу туристи, да бидат сведоци на оваа прекрасна крушевска бајка. Дочекот на новата година Крушево е преполно, се бара место плюс, меѓутоа во наредниот период ќе имаме доволно места да ги угостиме сите оние влюбеници во природата, во зимските рекреативни спортови, во убавата храна која ја нуди Крушево и еве ова прилика ја искористувам да ги поканам истите да ни дојдат. Граѓаните велат, расположението најмногу зависи од нас самите, но влие и новогодишната магија. Богата предновогодишна културно-забавна програма, како за најмладите, така и за возрастните, најавуваат сите општини.